заменик министер, и кога го носевте законот за ревизија, и кога формиравте совет на ревизорите, и тогаш и сега повторно ќе ви кажам дека во Република Македонија се сакате да е под контрола, па дури и онаа што е комерцијална ревизија. Сметам дека она што го направивте со носењето на и изгласувањето овде во ова собрание на совет, кој што ќе го контролира работењето на ревизорите во Република Македонија, беше погрешен чекор, бидејќи рековме дека ревизијата е независно тело, ревизорите се независни и тие треба да даваат независно мислење кое што ќе го видат на лице место онаму каде што вршат ревизија. Она што вие го направивте, а не го направивте кај адвокатската комора, а уште тогаш ви кажував дека во Република Македонија, ако сте дозволиле на адвокатите да си имаат адвокатска комора и таа да одлучува и да ги прави прописите и правилата по кои што ќе се однесуваат, вие овде во Собранието на Република Македонија формиравте совет кој што беше формиран и назначен директно со согласност на министерот за финансии. И тука и на оние кои што се бават со ревизија во Република Македонија им наметнавте, иако ревизорите си имаат собствена ревизорска комора, си имаат преседател на таа ревизорска комора, и сигурно дека она што сакавте да го постигнете е само да имате контрола на се што ќе го прават овие ревизори. И сега во измените на овој закон, освен она што веќе го кажувате во најголемиот, во 90% од законите кои што ги менувате во ова собрание, овие 130 кои што ги носите, каде што барате различни нивоа за различни луѓе кои што ќе бидат како преседатели на советот, кои што ќе бидат вработени во советот, да познаваат и да го владеат англискиот јазик. И тоа не би било лошо, туку би било добро, а верувам дека и досега, имајќи предвид дека ако ги гледате работите и оние кои што ги донесуваат предметот на надзор на работењето на советот на ревизорите, каде што стои последната алинеја, проверете ја, дека покрај другите работи кои што ги обавува, каде што треба да врши и контролни и дисциплински постапки врз ревизорите, вие на крајот кажувате дека воспоставува соработка со релевантни меѓународни институции. Иако веќе досега овие работи, преседателот на советот на ревизори требало да воспоставува соработка со релевантни меѓународни институции, потребно било и досега овој услов од познавање на англиски јазик да го исполнува. Меѓутоа, да биде иронијата поголема, вие со овие закони кои што ги носите, не само што барате да луѓето кои што ќе работат, кои што ќе сакаат да се пријават на конкурсите за работа во советот, треба да имаат лиценца која што нема да биде постара од 5 години. И таа лиценца треба да биде земена, односно платена кај соодветна институција со која што вие од владата имате создадено договор, направено договор. Едноставно на сите оние кои што ќе конкурираат мораат да имаат оваа лиценца. Знаеме во денешно време во администрацијата, во јавниот сектор, колку луѓе се пријавуваат за едно работно место, и сите тие кои ќе ја земаат оваа лиценца, треба едноставно таа лиценца да не биде постара од 5 години и таа лиценца треба да биде земена на едно место каде што сите оние закони кои што ги носиме, сите оние кои што ќе мораат да ја обезбедат лиценцата, ќе бидат од британската амбасада. И сега, покрај другите измени, вие на советот за ревизори, на кој што му давате да биде како државен орган, каде што во членот 1 со законот, каде го дополнувате членот 8 од постојниот закон, пропишувате дека меѓу другите работи Советот за унапредување и надзор на ревизијата ќе донесува и годишен план за вработување на државни службеници, кои што самиот ќе ги определува. Донесувате одлука дека и преседателот на Советот е тој
кој што одлучува колкава ќе му биде платата и на државниот службеник и на самите нив. Она што вие го правите, не само што го формирате Советот за надзор на ревизијата и на ревизорите од страна на Министерството за финансии, вие правите едноставно упад во една фела и не ја оставате на мира ревизорската комора да си ги работи работите кои што исследуваат во сите европски земји. Вие сакате едноставно се да контролирате. И ова што сега го правите повторно е контрола и затоа сите овие 130 закони, заменик министер, ги носите не заради друго. Она што редовно го правите. Закани, заплашувања и ред слични работи. Јас на дел од пратениците од власта, кои што многу знаат да кажуваат дека оваа власт нема и не врши закани, едно писмо им покажав каде што како работи оваа власт, како ја користи државната администрација, бидејќи вие вработувате во таа државна администрација, и како одредени личности пратеници успеваат по нивни наредби. Ќе ви прочитам еден дел од сите тие писма кои што за среќа веќе се осмелиле некои од ВМРО ДПМН и ги доставуваат на луѓето, бидејќи не можат веќе да истрпат, да вршат закани и заплашувања, бидејќи треба утре за утре да се гледаат со луѓето со кои што ќе се сретнат по улица. Господине министер, оваа наредба, која што верувам ја имате и вие во ДУИ, верувам ја имаат и сите други местни комитети во ВМРО ДПМН низ Република Македонија, се однесува каде што по наредба на пратеници местните комитети се работи за местниот комитет на Тетово, на ВМРО ДПМН, кои што имаат наредба да направат по 5 тимови од 5 члена, кои се вработени од партијата, и ова е по законот, и ова треба македонската јавност да го знае. Македонската јавност треба да знае дека вработените од партијата во државни и општински институции и да вршат притисоци и закани кај нивните колеги, граѓани и стопанственици. За ова се вршат сите овие измени, дополнувања, за да можат државните административци, наредени овде по список кој каде е вработен, да ги вршат сите овие работи. Заканите кои што треба овие државни административци кои што ги плаќаме од нашите пари, од парите на граѓаните на Република Македонија, треба да се однесувале по нивните работни места и по нивните блиски семејства, да се предупредуваат стопанствениците, нивните семејства, како и нивните вработени, да не присуствуваат на митинзи, да се заплашуваат со инспекции, трудова, пазарна, ујапа, полиција и ред други работи. Со одземање на социјалната помош, детски додаток, домашна нега и други прашања. Ова е, почитуван заменик министер, работа која што треба да ја отвориме во парламентот, треба да отвориме затоа што на крајот на краиштата и финансиерите на овие закани до народот, кои што сите од ими оставаме пари, се дадени овде, и ова би требало да се заангажира јавното обвинителство на кого што му е доставено вакво писмо, бидејќи знаете во текот на кампањата 2011 за исти вакви случаеви, за нелегално финансирање, за закани, за претни, за уцени, одредени лица денес издржуваат затворски казни како политички затвореници. И затоа ви велам дека сите овие измени кои што сега ги направивте, ги правите за да уште повеќе врз администрацијата, врз оние кои што ќе бидат идни вработени, да под присила и закана ги извршуваат овие, би рекол, злодела кои што сте ги правеле во минатото и сакате да ги правите во сегашните избори за преседател. Затоа не е само да дојдете овде да ги отчутите законите, ние она што треба да го зборуваме, да го изборуваме, а народот секогаш да мисли дека во Република Македонија работите се тајна
и се она што ќе го кажат треба и да остане како тајна. Овие лица кои што се овде треба да и заслужуваат да бидат обвинети и заслужуваат да бидат казнети, а не да бидат наградувани со плата која што ја примаат од сите граѓани на Република Македонија.